на врвот, каде што од секогаш и било место на оваа марка. Без разлика за кој модел станува збор, секако дека тоа посебно важи за петка, седмица, тројка, за сериите, носечките, матични серии на BMW кои што имаат најдолга традиција, најдолго постојање во понудата на баварците, значи серија 3, серија 5, серија 7. Меѓутоа, истото важи и за модели од компактната класа, односно за овие релативно нови серии кои што секогаш имаат некоја иновација. Посебно заслужува место на врвот BMW во земји како Македонија, каде што има најголем број на возила BMW по жител во светски рамки. Тоа не треба посебна статистика, тоа се гледа на улица. И ја посетуваме, ја сакаме оваа марка. Меѓу другото, се гледа тоа и по именувањето. По тоа што нашиот народ ја изговара марката BMW. Нема никакви девијации, изопачувања од типот на BMW, Beamer или не знам какви BMW. Уште во времето на песната Неправда на лева патика се пееше BMW Alpina. Не BMW Alpina, BMW Alpina. Голема марка. И бројот е голем. Бројот 2 за BMW има речисти исто толку големо значење, важност колку петката. Секогаш се среќава двојка. 320, 520, 525, 323, па сега во поново време серија 218, 220, 235. Многу често се среќава, меѓутоа има и долга традиција, не е само во поново време, меѓутоа туку уште влече корени уште од времето на Ное класе, на BMW 2000. Сега предстои од следната година BMW треба да настапи со сосем нова генерација, со Ное класа, значи ист таков почеток, технолошки почеток, една голема пресвртница, означи една серија на BMW која што се водеше како BMW 2000. Тоа беше Ное класа и од неа почна едно поглавје кое што траеше, па еве очигледно трае половина век до предстојната замена со моделите од Ное класа. Двојката е уште повеќе значајна по додатокот. На почетокот од серија 2000 беа изведени каросериски варијанти, односно каросериска изведба со две врати. И за да направи разлика, имаше 1600-2 во почетокот, а подоцна таа двојка, значи за да назначи, за да укажат, германците секојаш се прецизни, за да укажат на тоа дека се работи за две врати. Подоцна таа ознака, двојката се беше вклучена, значи во ознаката и не беше повеќе 1600-2, туку беше 1602, 1802, 2002, Легенда 2002, Теи, Турбо од 70-тите години пред. Тоа се големи истории, оваа марка има огромна историја. Двојката, значи, е многу важна бројка. И уште една карактеристика влече корени од тоа време што го спомнав, значи од времето на двојката, од BMW 02. Опашот. Не изгледа случајно вака, купе. Купеовски, меѓутоа, не целосно, не 100% купеовски, туку секако има некаква балансира меѓу купе и комби лимузина. Изгледа фантастично, според мене. Ќе прикажам детали од кои што навистина се гледа дека дизајнот е многу повеќе од силуета. Значи има приказна. Влече корени оваа форма. Повторно влече корени од 70-тите години кога BMW го изведува Туринг, првиот Туринг од серијата 1602. Тоа е време кога пазарот уште не може да прифати такви иновации и моделот не поминува посебно успешно, меѓутоа љубителите на BMW го почитуваат, го познаваат моделот, постоењето. Нема модел што познаваш на BMW го пропуштил или не знае дека постои. Се надоврзува. Затоа е овој изглед. Во споредба со првата генерација на BMW X2 има сосем нов стилски пристап. Предходната X2 беше повеќе кутиеста, со оштри рабови, карактеристична, препознатлива, секако. Меѓутоа,
тука се преоѓа на заоблени форми. Во крилата се забележува колку навистина преовладува, колку овие заоблени, заводливо заоблени форми ги заменуваатоштрите и геометриски прецизни строги германски линии на претходната X2. Оваа каросериска форма, значи фастбек, Peugeot ја нарекува фастбек, кросовер, не е ниту кросовер како што досега го познававме, не е ниту SUV, па не е ниту некое купе или комби лимузина. Значи, секогаш има нешто неодредено, меѓутоа го црпи, излегува дека го црпи најдоброто од сите тие каросериски концепти кои што досега се провлекле и ја го одживеале својот век на автомобилската сцена. Оваа каросериска форма, купе кросовер, ете да ја наречам, се уште е свежа во премиум сегментот. Секако постоја отстапки, да се направи отстапка и во премиум сегментот да се понуди нешто различно од класичен SUV, значи во насока на купе, меѓутоа сето тоа беше правено со одредена резерва. BMW прв ја направи оваа отстапка и сигурно дека не погреши, затоа што по првичното навикнување на постоењето на оваа форма, луѓе навистина се паничија, традиционалистите да не им се допаѓаше тоа што изгледа вака, меѓутоа сега откако ќе си одлежи дизајнот, откако ќе помине тоа време на полица, на улица, луѓето се навикнуваат на формата. Дизајнерите сепак си ја познаваат одлично својата работа. Не е тоа само цртеж, туку ја имаат секогаш во предвид и таа временската компонента. Може да предвидат како овој дизајн ќе изгледа после 10 години, после 20 години. Ете ги BMW по улица, ги гледаме, се уште ги препознаваме, се вртиме, ги обожуваме, секогаш поттикнуваат некои емоции. Значи пак го носат тој, ја има таа временска вредност, безвременска вредност, ете. Мерцедес со следната генерација, значи тоа се уште се гласини дека од следната година Мерцедес исто така ќе почне со нова CLA и се претпоставува дека ќе биде изведен кросовер кој што ќе има слична форма со X2. Слична, секако не е тоа исто. За Audi не сум сигурен се уште какви има најави. И тоа е форма која што е нова, меѓутоа комбинира практичност, комбинира стил, комбинира просторност, препознатливост, отвара простор за игра. Во дизајнот на опашот се случуваат многу нешта. Се забележува како се вовлекуваат овие C-столбови и во исто време се проширува, крилото се шири странично за да додаде стабилност во појавата, за да создаде впечаток дека тоа е посебно стабилен автомобил, дека одлично се држи на патот. Светлата толку се хармонично вметнати во дизајнот, што отпосле се забележува овој рап, оваа дводелна форма, дводелна линија долу. Го има овој рап, тоа е својствено за BMW и направена е отстапка, затоа што дури електричното отворање патем на багажникот е стандард, значи има плюс опрема, многу повеќе опрема во споредба со претходната генерација и се забележува дека е направена отстапка во насока на стилот. Значи, тука се стеснува малку просторот, жртвувано е од ширината на отворот, за да се добие оваа форма. Значи, до толку е инсистирано на тоа да се постигне овој карактерен дел. Тука е целиот карактер на дизајнот на X2 се создава тука, во оваа форма. Секако и дифузорот долу е впечатлив, нагласен, со овој финиш во кој што некогаш, кога во браншата прв пат се применува овие сјајни површини, стравувавме дека ќе бидат лесно ќе се оштетуваат од камчиња, од гребаници, од удари, излегува дека е мощно издржлив овој финиш, значи не
Не треба човек со резерва да гледа во овој финиш, посебно во такво чувствително подрачје. И еве таа игра на формите, тука малку под сенка има сенка и се забележува, многу подобро се забележува каква игра навистина е изведена во овој дел. Значи силуетата, да, може би ги буни традиционалистите, меѓутоа играта, животот на овој дизајн е во деталите. И овде има еден раб кој што дизајнерите го искористиле за да нагласат некоја форма, секако дека и тој има улога. Се има улога. Го има и карактеристичниот зафат на BMW, односно Хофмајстер кникот, што на македонски би се превело како зафат на мајсторот што е ангажиран да работи за кралскиот двор. Тоа е тој Хофмајстер кник. Забележливо, значи малку е по-крупно тоа изведено. Посебноста напред секако дека е во маската, во бубрезите на BMW, која што има нагласена шестоаголна форма. Значи дизајнот на BMW многу често ја користи во поново време, а користи таа шестоаголна форма. Ете, и со посебен пакет се добива и Iconic Glow, односно осветлени рабови околу маската. Тоа е Shadow Line, значи сјаен финиш, црн финиш, исто и светлата се со Shadow изведба и уште една посебност во изгледот на предниот дел на X2, секако се светлата. Значи го имаат овој преод тука, исто како задните светла, односно задните светла го имаат ова прекршување во линијата како предните, и посебни се по тоа што ги имаат овие лакови два, значи винкли, кои што подсетуваат на тркалезните, на парот тркалезни светла, кои што го следеше дизајнот на BMW многу впечатливо, значи беше многу по-забележлива беше таа тркалезна форма, укажуваат на традицијата на тркалезната форма која што некогаш ја има светлата на BMW. И пак уште една посебност, тоа се препознава по сините вметоци кои што се забележуваат. Тоа укажува дека тест возилова е опремена со приспособливи диодни светла. Нема магленки, се е интегрирано во светлата, значи не постои опција, магленките се функцијата на магленките, имаат приспособливите диодни светла и се приспособуваат, значи според условите на возење, според брзината, меѓу другото секако има и приспособливо долго светло. Тоа е само една од функциите. Постои ли подобро место во септември? Доцна во септември, во 17 часот од Водно. Пријатно ветре, температура совршена некаде околу 20 степени и совршени автомобилов. Премиум BMW X2. И ја има таа закачка, како и сите премиум автомобили. Изгледа совршено, опремено совршено, функционира совршено и поддржува сите можни формати мултимедиски, сите системи за асистенција, за комоција, визуелни, унапредувања, М-пакет, и стилски, и функционален, се поседува. Меѓутоа, како и сите други премиум автомобили, за да се дојде до ова ниво, треба да се доплати. И тоа е главната закачка кај премиум автомобилите, која што никому не му пречи. Значи, можат едноставно да си го дозволат тоа. Имаат таква клиентела, клиентелата верува во нив, во имиджот на автомобилот, и во квалитетот, и во вредноста што ја вложуваат, и во трајноста на таа вредност, и едноставно сакаат да го надградат. Значи, самиот од старт BMW X2 е премиум модел и е над големо волуменските марки. Меѓутоа, купувачите пак сакаат да доплатат нешто повеќе. Сега вистина е дека и BMW ги поттикнува дополнително на тоа, меѓутоа, приказната е долга, позната. Пред мене го имам ценовникот
за германскиот пазар. Ќе ми простот од BMW M-Car. Го имаат објавено ценовникот, меѓутоа тука ги имам детално цените на одделните ставки дополнителна опрема, што кај нас не е баш најрелевантно, не може да се изработи во ваква форма, затоа што кај нас постои нешто што се нарекува во основа акциза и таа се плаќа од зависност од категоријата, ценовната категорија на возилото. Тоа се посебности. Ова е BMW X2 со 2-литарски дизел и погон на сите тркала. Значи X2 X-Drive 20D. Со 163 коњски сили моќност во Германија чини 51.000 евра и 100. Тоа е основата. Значи не ми е тоа целта. Што содржи серијска опрема, ќе наведам понатаму, меѓутоа тоа што е интересно секако има значително збогатено нивото на опременост во споредба со раните години на премиум културата на премиум автомобилите. Што има? Има М спортски пакет, тоа е дефинитивно затоа што пишува и на вратите, а и се гледа од секоја страна, се гледа дека има овој автомобил, има доплатено кај него, значи е нарачен тој М спорт пакет. Спортски пакет. И да видиме што содржи тој М спорт пакет, кој што во Германија чини 3950 евра, во Македонија друга цена, меѓутоа тоа е објективно, значи не е како што тоа може да се прочита во коментарите или да се стекне впечаток во најразлични групи на мрзачи на друштвените мрежи, на кои што се нешто им пречи во автомобилската бранша и се нешто стравуваат дека ете некој ги украдал. Значи 3950 евра. Што содржи? Тркало 19 инчи со М дизајн, со два краци, двобојни и со дијамантска, тоа што браншата го нарекува, значи дијамантски изработка во основа е фино изведено. Тоа е практично на фреза е обработено, се обработени, така е постигнат тој мат сјај, меѓутоа многу благородно изгледа тркалото. Двобојно. Тркалата се со односно 8 инчи ширина, 19 инчи прешник, гумите се 245-45-19. Ханкук се патем, гуми кои што BMW ги одбра како најдобри. И тоа ме радува што се Ханкук. Значи, беше дури соопштение за печат, беше објавено своевремено дека BMW преоѓа на дел од своите модели, преоѓа на Ханкук. Значи, повеќе реклама за Ханкук отколку за тоа дека BMW ќе ги користи. Понатаму. Што содржи? Содржи облоги специјални, значи алкантара, седиштата се обложени во комбинација од алкантара и веганца, односно тоа е вештачка кожа. Вештачка кожа, тоа денес значи технокожа, значи технолошки симулирана имитација на кожа. Сега малце го извртев тоа, меѓутоа намерата ми беше да укажам на тоа дека не е вештачка кожа во лоша смисла, пежоративна смисла, како што порано се го следеше поимот на вештачка кожа на Sky. Тоа го содржи, значи комбинацијата. Понатаму може да се доплати за перфорирани да бидат, значи кој сака да избере во пакетот, кој сака да биде перфорирана веганца, да биде перфорирана, ќе доплати 250 евра, понатаму тоа се други опции. Кожата вернаска чини 1300 евра, тоа е природна кожа. Што содржи понатаму? Лајсни, алуминиум, Hexacube Hell. Hell е светло, не е патем пекол на германски. Hexacube Hell, тоа е многу интересна изработка, значи алуминиумот има некоја посебна графика и тоа делува интересно. Сите материјали, сите завршница
секоја завршница во внатрешноста е различна од тоа што претходно сте навикнале. Значи, и тоа е иновацијата. Во материјалите, во изгледот, во допирањето, во чувството, хаптика, тоа што се нарекува. Значи, до таму оди напредокот. Тоа е премиумот. Денес, таму се наоѓа голем дел од премиум карактерот, од премиум имиджот, содржината, квалитетот на BMW и останатите премиум марки. Лајсни. Понатаму што содржи? Приспособливо подвозје М. Значи, спортска подвозје приспособливо, што значи тоа? Кога ќе се префрли во спортска програма, подвозјето работи по круто, за неја се покруто, за да обезбеди таа дополнителна динамика и за да се стекне поспортско чувство во возењето. BMW. Спортски сопирачки, кои што се препознаваат по сопирачките клешти во сина боја, темно сина боја, се доплата 650 евра, тука нема. Значи, тоа е опција, по тоа се познава. Спортски волан, кожен спортски волан М со рачки за менување на степените на пренос. Спортски седишта. Седиштата се посебно поглавје и за нив ќе спомнам. Значи, седиштата се фантастични. Покривот е обложен во црна боја, во антрацит. Добре. Нова страница. Има и М Спорт пакет Pro. Ја немам спецификацијата, за сега само нагаѓам што се содржи, значи има и М Спорт пакет Pro. Значи има и опција за 21 инчи тркала со Y краци, значи со чател. Краци без доколку автомобилот не поседува М Спорт пакет, таа опција би чинела 2860 евра, меѓутоа во комбинација со М Спортски пакет доплатата се намалува на 1300 евра. Понатаму. Бела боја. Фантастично. На BMW мора да му прилега бела боја. Тоа е како правило. Истите бои, меѓутоа, нема модел на BMW кој што не личи и во бела боја. Како дизајнери, како да им е напишано на правилите, на дизајнерите да им е напишано правило, мора да изгледа убаво автомобилот и во бела боја. Металик, добро, тоа веќе се други опции, ги има и овие интересни бои, Frozen, значи мат боите, сива, сина и црна. Сите тие се со металик финиш, значи тие се BMW индивидуал, специјалните бои, кои што чинат 2670 евра, да си е бела. Супер си е. Облоги нема, што веганца не, значи тоа не, лајсни стандардно не, значи ги има лајсните од М пакетот, понатаму има и други опции. Премиум пакет. Добро. Премиум пакет приспособливи LED светла ги има. Дали е пакет, дали се одделна опција, тоа посебно ќе видам, меѓутоа веројатно се работи за пакет, значи премиум пакет 1600 евра во Германија. Кај нас е приближно тука, значи никој никого не краде. Приспособливи LED светла, комфорен пристап, тоа значи пристап без користење на клуч. Безжично полнење, пакет, внатрешни и надворешни ретровизори, веројатно собирање и заштита од заслепување од назад. Да. Подготовка има за полуавтоматски полуавтопилот и акустични стакла. Тоа ќе треба да препроверам. Значи, дополнителна изолација на стаклата, можно е, многу е веројатно, според тоа што досега го почувствував, го искусив од досегашните 100 километри, значи се уште е рано, затоа изборувам сега за опциите. Многу е веројатно дека ги поседува тие акустични стакла. Значи ќе потврдам дали ги има или не. Иновацијски пакет, тоа е многу скап пакет.
4050 евра. Да видиме што е. Значи, Live Cockpit Professional. Да, во основа има head-up дисплей. Значи, да, го нема тука и добро што го нема. Значи, има проекцијски дисплей и не само што има проекцијски дисплей, туку и навигацијата прикажува, значи, унапредена реалност. Ги прикажува упатствата за возење, ги прикажува како холограм. Ги прикажува практично како да се лепдат пред возилото. Лепдат не е македонски збор. Понатаму во овој, значи, иновацијски пакет се вклучени и целосен приказ во 360 степени околу возилото, снимач на крадци, значи ги снима крадците, тоа е нешто како Тесла чинам, и во иновацијскиот пакет има и предни бубрези што се осветлени. Iconic Glow бубрези. И има Driving Assistant Plus. Добро. Преоѓаме на следната ставка, комфорен пакет. Активно седиште за возач и совозач. Ова веројатно не оди со еден пакет. Не пишува. Значи, тоа е пакет кој што има активно седиште за возач и совозач, електрично местање, не, го нема овој пакет. И има плюс во овој комфорт пакет, има и озвучување Harman Kardon, тука го нема. Значи, да, ги поседува. Само да проверам. Да. Носачите за багаж се опција. Тоа е опција. Да проверам уште еднаш, да. Shadow line-от со висок сјај, црните детали, каросеријски детали, додатоците се стандард. Може да се избере и зголемен, проширен обем на изведување на тие детали во сјаен црн финиш. Внатрешност, добро, нема овде. Грејење на волан, чинам нема. Грејење на седиште има, дефинитивно. Приспособливо М подвозје, да, го има, значи, како што спомнав, кој има тоа со спорт пакетот. Ги обожавам овие ценовници германски. Адаптивно подвозје, значи, тоа е дел од М пакетот. Steptronic, добро, тоа го има. Driving Assistant, тоа е радарски базиран систем за асистенција во возење, што се состои од предупредување при напуштање на лента со активно водење, враќање, значи тоа е оној зафат во управувањето кое што ве враќа назад во лента, предупредување кога се излегува наназад и доаѓа возило од попречен правец, значи многу незгодна ситуација, значи има предупредување, тоа е многу корисно. Спречување на судир, заден судир, има и предупредување при отворање врата доколку наидува велосипедист, пешак, друго возило. Тоа е пакет кој што чини 600 евра. Сега тука има некоја двојка. Треба да се види што значи таа двојка. Има Driving Assistant Plus, значи истото ова, меѓутоа базирано и на камера и на радар. Претходната беше само на радар, ова е и на камера и на радар. 800 евра, ова веројатно го има. Значи, веројатно го има. Сосема известно дека го поседува тест автомобилов, го поседува Driving Assistant Plus. Што значи тоа? Дека има активен темпомат, информација за брзинското ограничување, тоа е многу корисно. Автоматско ограничување на брзината на дозволената брзина. Значи, доволно е само да притиснам копче на воланот, едно копче, значи на темпоматот, и X2 нема да вози побрзо од, доколку е активен системот, секако нема да вози побрзо од ограничувањето на брзината. Многу корисно. Многу корисно, затоа што лесно е човек да се заборави кога е во возлив автомобил како BMW и било кој друг. И дополнително поседува и асистент за промена на лента. Сега. Тоа е тој пакет Driving Assistant Plus. Сега има и трет асистент
Driving Assistant, тоа е Professional, чини 1330 евра. И што се содржи сега овој? Камера, радар. Добро, се има. Добро, значи го има и ова. Тоа е многу корисно за на автопат германски. Има унапреден темпомат, радарски темпомат, кој што работи до 210 км на час, значи до таа брзина е функционален, меѓутоа ја поддржува и функцијата на автоматско поаѓање и запирање. Значи тоа е во случај на чекање во застој на автопат, кој што се случува на германските автопатишта често во така наречените балункс региони, значи кај метрополите германски, го има и тој. Значи трета опција на Professional, Driving Assistant Professional. Убаво е, ми се допаѓа што цената на системите за асистенција е навистина прифатлива. 1330 евра може би е многу надвор од автомобилскиот свет и надвор од премиум, меѓутоа денес за систем кој што е важен за комфорт, за релаксацијата и за безбедноста во возење, тоа е трошок кој што секако како обем се смалува. Parking Assistant Professional 860 евра, добра. Понатаму може да се нарача електрично месење на седишта, активно седиште за возач и совозач, кој што ги има, значи, во состав на пакетот, комфортниот пакет, како одделна опција, значи активно седиште за возач и совозач, чини 470 евра, и спортски седишта може надворотен пакетот да се нарача 380 евра, стаклен покрив 1330 евра, значи навистина изненадува нивото на цени. Заштит дополнително затемнети стакла назад 400 евра. Кука подготовка за заден носач за багаж, добре. Не знам како изгледа тој. Приспособливи лед светло, значи да, тоа го има во пакетот. Го има и како опција, аларм, полнач, фаст чарджер, тоа го има за електричните. Добре. И тоа се во основа ставките. Сед останато е во стандардна опрема. Ова беше навистина долго, меѓутоа мислам дека со овој дел од приказната, од овој дел од тестот на BMW X2, мислам дека чинам дека водам во вистинската насока во која што се размислува во светот на премиум автомобилите. И секако дека возењето треба да продолжи. Одвај чекам. Главната тема во внатрешноста на BMW X2 не е ниту просторноста, ниту големината на дисплеите или шареноликоста на амбиенталното осветлување. Па не е ниту просторноста и едноставниот пристап и комотното седање на задната клупа или електричното отворање на задната врата, кое што е како стандард. Не е ниту приспособливоста со едноставното соборување, со триделната задна клупа. Може би е до добрата гледка на совозачкото седиште, меѓутоа вистинската главна тема кај BMW X2 се седиштата. Минхен само напоменува дека има нова генерација седишта и при тоа не објаснува многу што се е направено, што се е сменето и какви се науки се применети за да се направат овие седишта. Тоа се спортски седишта кои што во овој тестиран модел се дел од пакетот М Спорт пакет и доаѓаат, значи, заедно во комплет со тркала светла, со сите тие ставки кои што го надградуваат спортскиот карактер на овој X2. Меѓутоа, седиштата дури отпосле се забележува. Значи,
добро седиште, забележувате кога ќе седнете во него и не се поместувате, не барате нова положба после одреден број километри, после 15-20, половина час поминати во седиштето. Такви се овие седишта. Тоа се веројатно погодените седишта во компактната класа. Многумина луѓе се убедени дека кога ќе седнат во тврдо седиште, седиште што е тврдо поставено, дека тоа е неудобно. Меѓутоа, вистината која е? Вистината е дека во меките седиште, кога се патува во автомобил кој што има меки, навидум комфортни седишта, телото многу повеќе се замара затоа што на секоја нерамнина, секој влегување во свиок, работат мускулите. И тоа е вистината. Значи, погрешно е тоа убедување кое што останува, се провлекува со десетлетија се провлекува дека тврдите седишта не се удобни. Напротив, тврдите, цврстите седишта се тие кои што обезбедуваат порелаксирано чувство кога се патува на долги релации. Тоа што импресионира кај ова очигледно нова генерација седишта на BMW, а веројатно ќе слушнеме понатаму за овие седишта повеќе, е тоа што поставата е цврста, меѓутоа ја нема онаа тврдост, непријатност која што ја имаше некогаш. Значи, веројатно се користат повеќе материјали, а сигурно тоа е дело заслуга и на напредокот на технологијата, на материјалите, на истражувањата, што доведе до тоа овие седишта да се чувствуваат различно. Значи, не може да не почувствувате дека седиштата во BMW X2 се одлични. Одлични како во поглед на ергономското седење, така и во поглед на страничната поддршка, значи буквално е када. Ја имаат таа посебност што се мести должината на седечката површина. Значи тоа е важна работа, важно нешто, затоа што на тој начин се постигнува целосна потпора на бутовите. Сега, јас тука не успеав да најдам вистинско местење само на предниот дел, значи вистинското местење на целото седиште. Меѓутоа, да не забележуваме сега за тоа. Ергономијата е доблест на BMW уште од генерации. Што е тоа што второ остава впечаток по седиштата? Второто нешто што остава најсилен впечаток при првото запознавање со BMW X2. Тоа се материјалите. Значи, формата не е нешто посебно денес, дисплеите се тие кои што го одредуваат дизајнот, чувството и стилот. Се извлекуваат тиете, се нагласува должината на кокпитот, ширината на кабината со оваа лента. Меѓутоа, тоа што остава впечаток се материјалите. Тоа е алкантара, дел од М-пакетот, мощно отмено изгледа и интересно е. И на вратите се повторува истиот материјал, значи во дел од облогата. Ова е исто интересен материјал, тоа е алуминиум со некаква графика, со некаков печат, односно тоа е многу интересна изработка. Над него е мазен, мат алуминиум, ја има и оваа лајсна светлечка, лајсна од амбиенталното осветлување. Материјалите. Значи, материјалите, различните материјали, различниот изглед и различното чувство при допир е тоа што го прави печатот на внатрешноста. Ракувањето секако е безпрекорно, команди физички нема, секако автоматска клима. Значи, да критикувам за нешто што нема потреба, автоматска клима ја пушташ еднаш лете, еднаш зимо ја нагодуваш, можеби нешто да смениш и тоа е се. Евентуално да се смени, да се затвори доток на воздухот надвор, меѓутоа и тоа е автоматски. Така што таа критика дека требало да има механички, физички копчиња за ракување со климата, веќе е надмината. BMW патем
Не само што тврди, туку тоа му е и признаено дека инфозабавниот систем и воопшто целата таа дигитализација во кокпитот ќе има донесено на највисоко ниво. Значи, тоа е најнапредното ракување кое што е блиску до интуитивно, да речеме, ракување и нема нешто посебни тајни. Посебно одушевува брзината на поврзување со мобилен телефон. Значи, не условува да се запрепа, да се приклучи кабел или не знам што, значи тоа е решено фантастично и секако одлика е овој мост, овој гребен, кој што е практично продолжеток на подпирачот, еден вид продолжеток на подпирачот за рака, на кој што се наоѓаат практично се сместени командите за стартување на моторот, за изборна програма за возење, паркирна сопирачка, практично ракување, практичен избор со програмите за возење, значи спортска, економична и по собствен избор. Сега јас тука ќе забележам што нема, значи мора да се, откако ќе се притисне копчето, значи само се пристапува до изборот. Меѓутоа не може и директно да се избере преку копчето. Значи сепак се притиска и понатаму се појавуваат овие опции. Дали да биде спортска, и така и мене сега е спортска, соодветно се менува и осветлувањето. И главната тема околу BMW-то во овој X2, односно околу моторот. Тука работи 2-литарски дизел со 163 конјски сили, во комбинација со 7-степен менувач со двојна спојка. И дали е тоа навистина се? Дали навистина нема никаква дополнителна технологија како на времето од такви звучни технологии од типот на Valvetronic и слично? Не, напротив, има секако. И таа технологија всушност придонесува да биде возењето многу попријатно отколку што би било без таа технологија. Значи е делотворно. А што е тоа? Тоа е благ хибрид. Меѓутоа, BMW го спомнува благиот хибрид, значи не пропушта да нагласи дека благиот хибрид е масовно присутен во понудата. Меѓутоа, сцената некако преоѓа преку фактот дека BMW ги опремува своите мотори со благ хибрид, односно ги изведува како благи хибриди, затоа што сцената, кога ќе се спомне хибрид, секогаш ја поврзува со штедење, со штедливо возење, со бавно возење. Тоа не се квалитети кои што директно, непосредно се поврзуваат со имиджот и со вредностите на BMW. Меѓутоа, излегува сосем спротивно, значи технологијата е делотворна и го постигнува тоа зашто
и е поставена целта. Електрификацијата во БМВ е напредувана до највисокото можно ниво кое што денес може да го понуди автомобилската индустрија, до целосно електричен погон. Па и овој X2 е достапен во изведба и X2, значи како член од семејството БМВ и во целосно електрична изведба. Тука остануваме на дизел. Електричниот погон се уште ги преплашува нашите купувачи и нашата држава меѓу другото, која што се уште се нема сетена дека постои нешто како субвенција со која што треба да се поттикне интересот, значи да се покаже еден чекор, да се направи отстапка во тој правец, меѓутоа да не забегуваме многу. Така што благиот хибрид на БМВ секако дека треба да се има доверба дека функционира. Од самиот факт дека БМВ владае со електрификацијата уште од времето. Зашто станува збор? Бидејќи купувачи на БМВ ја сакаат техниката, ќе објаснам како всушност на кусо, како всушност работи тој благ хибриден погон, mild hybrid. Во основа моторите користат анласер, односно стартер, тоа што кај нас е одомаќено како алансер, всушност е анласер, односно доаѓа од анласен, од германски збор анласен, што значи стартување, пуштање. Значи, користат стартер и користат алтернатор. Кај благиот хибриден погон, стартерот и алтернаторот се заменети со една единица, односно со стартер генератор, во основа е електромотор. Сега, што е функцијата на стартерот? Стартерот има еден запченик, кој што, значи тој добива енергија од акумулаторот, стартерот има запченик, малечок запченик, кој што кога ќе се даде контакт, излегува едно мало запчениче кој што се нарекува бендекс и тоа се вклопува со круната, значи со на запчениците кои што се на замавникот, значи имаме видено како, знаеме како изгледа замавник, и се впарува со запците на запченикот и така го задвижува моторот. Тоа е тој звук, познатиот звук. Така стартува мотор. Значи запченик, метал со метал. Од таму и звукот. Додека алтернаторот има улога да ја врати, значи енергијата, да ја врати енергијата во возењето, да ја врати енергијата, да го наполни акумулаторот, да не комплицирам сега, значи не ми е ништо напишано. Да го наполни акумулаторот и да биде автомобилот повторно способен да стартува. Значи го полни во текот на возењето и се грижи воедно за да се одржува напонот во мрежата, во 12 волтна мрежата за покривање на 12 волтните потрошувачи во возилото. Значи тоа е основните функции се тие. Сега стартер генераторот ги заменува стартерот и го заменува алтернаторот. Тоа е еден електромотор кој што е поврзан со коленастото вратило исто така, меѓутоа преку ременик. Значи има ремен и има ременик. Тоа е истиот принцип како кај моторите кои што користат за разводот на вентили, користат ремен. Значи тоа е тој типичен запчаст ремен, меѓутоа не е запчаст тука. И тој, значи стартер генераторот, го стартува моторот преку ремен. Многу потивко, без никаква вибрација, неосетно. И тоа прави еден од квалитетите на благиот хибриден погон. Тоа ќе ви се допадне во возењето. Значи, мене ми се допаѓа. Кога ќе слушнам благ хибрид, веднаш знам за тоа, дека нема да го слушам оној звук постојан на стартување, гасење, посебно во скопски метеж или па секаде низ Македонија денес го има тој метеж. И прави пријатно. Значи, звукот е попријатен, чувството е попријатно, значи немате чувство цело време дека нешто таму се случува напред, дека некои запченици се впаруваат, стартуваат метал со метал. Тоа е едната работа. Другата работа, од каде добива енергија? Тој стартер генератор добива од малечка батерија. Тоа е мала, ефтина батерија, тоа е целата поента која што може да се вгради буквално и под возачкото или совозачкото седиште, односно на случајот на БМВ вградена назад. Во просторот под багажникот и таму е вградена. Тоа е мала, ефтина батерија што не менува многу, значи не станува збор за доплата во висина од неколку 2, 3, 4 евра, како што е доплата меѓу дизел и меѓу хибрид или бензинец или хибрид, туку е многу помала разлика.
Значи, зборуваме за вредности, сега во продажба е друга, меѓутоа во производство во основа станува збор за некаде околу 700-800 евра трошок за да се направи таа хибридизација. Таа е разликата. Од каде добива енергија таа батерија, значи за благиот хибриден погон, за да испорача енергија, за да може стартер генераторот да стартува моторот? Од возењето. Возилото во возење има залет. И тој залет се претвора, во електрична енергија. Што значи тоа залетот? Доколку го нема електромоторот или доколку го пуштите возилото во празен од, забавувањето ќе го постигнете со сопирање. И доколку станува збор за огромна брзина, доколку возите со 200 на час и запретам во опасна ситуација, сопирачките ќе се вжештат. Тоа е таа енергија. Значи, таа воспротивно, доколку не се искористи таа енергија од залетот, доколку не се искористи за да се наполни батеријата, ќе се претвори во топлина. Сега, тоа е малку карикирано, меѓутоа се разбираме. И таа енергија се полни. Енергијата на залетот се користи за да се претвори во електрична енергија во стартер генераторот, кој што во тој случај работи како генератор. Се користи за да се произведе електрична енергија и таа да се акумулира во батеријата. И тоа се случува постојано. Значи, при секое запирање, при секое отпуштање на педалата на газ, при секое подзабавување, се дополнува батеријата. И истата се користи за да помогне, да подпомогне, станува збор за 15 на киловати моќност, станува збор за, значи, подпомага. Стартер генераторот подпомага преку ременот, му подпомага на моторот за возилото да појде помеко, без толку силен ангажман на моторот во старт. Значи, практично поаѓа како хибрид. Поаѓа како хибрид со заедничка работа, известни неколку стотина метри со работа на електромоторот и на моторот, комбинирана работа со тоа што електромоторот многу по-рано создава вртежен момент и тоа е тоа што повлекува. И дел е само објаснет од тој благ хибриден погон. Значи исто енергијата се користи и може да служи, значи таа енергија, електрична енергија што е акумулирана во малата батерија, може да се испорача, значи, до електромоторот и кога возите со константна брзина, со темпо 120 по прав пат, без некакви ветришта, назад од страна од каде и да е, значи во релативно мирни услови и таа енергија може да се искористи, значи и кога возите по автопат и се подпомага, значи за тоа што се нарекува едрење. Понатаму има и други технологии, меѓутоа, тоа е тоа што се допаѓа кај овој X2 со 2-литарски дизел мотор, благ хибриден погон. Има погон на сите тркала, има менувач со двојна спојка, кој што, иако има спортска програма, иако има можности за мануелно менување на степените, не работи нешто посебно брзо, така што возачи кои што очекуваат нагла реакција на менувачот не можат да очекуваат да го добијат тоа тука, меѓутоа ништо проблем не е тоа. Далеку од тоа дека представува некаков проблем во возењето. И каква е делотворноста од работата на благиот хибриден погон? Освен тоа што го прави возењето многу по-комфортно, порелаксирано и многу по-електрично. Секако не може самостојно да го задвижи стартер генераторот во таква конфигурација погонска со ремен, не може да ги задвижува погонските тркала. Сега тука е погон на сите тркала, во основа е преден погон кај X2. Меѓутоа не може да го задвижи. Каков е ефектот? Ефектот е во тоа што потрошувачката упорно се држи околу 5,5 литри. Без разлика што правите, каква динамика на возење имате, дали во град, дали на отворен пат, дали малку подинамично или може би поштедливо, потрошувачката секојаш ќе се движи околу 5,5. Може би 5,6 при подинамично возење, меѓутоа во основа 5
може да се очекува дека може да се смета на потрошувачка од околу 5 до 6 литри. И тоа е фантастична вредност. Благиот хибриден погон не е единствената главна носечка технолошка одлика на овој BMW X2, туку истото го внимание го заслужува и тоа што на германски се нарекува Aktornahe-Schlupfregelung, односно што е суштината на таа техника. Станува збор за контрола на тракција. Меѓутоа, за разлика од класичниот принцип, каде што прво се чека да пролизгаат тркалата, па сензориката да јави до контролата на моторот дека настанало пролизгување и моторот да го намали вртежниот момент и испораката на Ньютон-метри до погонските тркала, кај ова Aktornahe-Schlupfregelung на BMW се препознаваат условите во кои што би настанало пролизгување. Значи, сензориката го следи страничното забрзување, брзината, аголот на завртување на тркалата, притискањето на педалата, динамиката. Значи, следи неверојатно голем обем на фактори, на влијанија, на параметри, на променливи. И врз основа на тоа, значи станува збор за моќни компјутери, пресметува дека во одреден случај, значи при одредена брзина, при одредено тријање и температура секако, дека би настанало пролизгување во таа ситуација. И кога ќе препознае дека електрониката, интелигенцијата на возилото, кога ќе препознае дека се настанати тие услови, реагира и го намалува вртежниот момент уште пред да се случи пролизгувањето. Тоа се прави со цел да се намали брзина, за да се зголеми динамиката во возење и на возачот да му се подобри чувството. Возачот да има подобро чувство при динамично возење, за да не му се јавува тоа пролизгување од прекумерна количина на вртежен момент, кој што не може во одредени услови, значи во тие услови не може да се пренесе врз асфалтот. Затоа што е преголема брзината, затоа што асфалтот не е толку груб како што може би влажен или слично. Зошто го прави тоа BMW? Зошто го користи тој Aktornahe-Schlupfregelung? Затоа што, за разлика од првите генерации на компактната класа на BMW, која што имаше заден погон, тука во основа, значи кога не би била X-Drive конфигурација со погон на сите тркала, X2 ќе има погон само напред. А кај предниот погон, генерално, предните тркала не можат да пренесат врз подлогата толкава количина на вртежен момент, колку што може да се пренесе со задниот погон. Истиот мотор, истата тежина, значи разликата во погонот. Не може затоа што предните тркала мора во исто време, значи, да се грижат и за одржување на правецот, за возилото да се движи во правецот, што го има зададено возачот и слично. И за да се подобри тоа чувство, затоа што карактерот сепак е на возило со преден погон. За на возачот да му се подобри чувството во возење и да биде поспоредливо, поблиско до возење на BMW со заден погон, значи BMW, традиционално BMW, се вложило во развој и усовршување на таа технологија која што се нарекува Aktornahe-Schlupfregelung, а на македонски би значило би било многу подолго. На Инстаграм го имам тоа објаснето како би звучало Aktornahe-Schlupfregelung да се преведе на македонски. Меѓутоа, во основа тоа е контрола на тракција што BMW ја користи кај своите компактни модели. И уште една посебна одлика на BMW X2 по која што се издвојува моделов е комфорот. Токму во споредба со првата генерација на модели од серијата 1, со заден погон кој што се безпрекорно и вистинско уживање за возење, па дури се многу подинамични во споредба со самата серија 3 од која што се произлезени, комфорот е тоа што плени, навистина плени. Комфорот, меката амортизација, односно повеќе би било поверно, поверодостојно ако се оцени како добро избалансирана амортизација. Значи, тоа сепак не е мека амортизација која што ќе ја попречува динамиката во возење, туку е амортизација која што постигнува одличен баланс меѓу
динамично, значи спортска динамика, онаа крутост која што е потребна за да се обезбеди таа динамика во свиоци при забрзување и слично. И меѓу комфор. И тивко е. Спомнав во почетокот дека е можно да е опремено возилото со акустични стакла, значи ја има таа опција, меѓутоа станува збор за голем пакет. Излезе дека го нема тој пакет, значи кој што вклучува и стакла со дополнителна звучна изолација, а тоа само говори во прилог на комфорот. И тоа, значи и звучниот комфор плени. И вака е одлично изолирана. Одлично изолирана поради тоа што овој X2, значи каросеријски, при развивањето, е земено предвид дека тој ќе вози и во целосна електрична изведба. Затоа се целосно потиснати сите тие звуци, значи извори на вибрации, на резонанции, на звуци, на онаа какофонија од звуци која што би го направила возењето непријатно. Од тоа профитира и дизелот. Значи, од фактот што BMW при развојот го има конструирано овој X2 да вози и во целосно електрична изведба.